Speak out. Изјаснете се. Драги слушатели, добре дојдовте. Се наоѓаме во студиото на Универзитетското радио УКЛО FM во Битола и со ова се Дарко Бошковски, еден од водителите на радиоемисијата To You. Тука со мене се дел од студентите на насоката преведување, една од насоките на Педагошкиот факултет во Битола. Денес ќе зборуваме околу можностите и искуствата кои ги нуди насоката преведување, а за тоа ќе ни кажат Кирил, Наталија, Стефани и Христина, кои студираат на оваа насока. Здраво дечки, баш ми е мило што одвоивте време за денешното интервју и многу би сакал да ви се заблагодарам за тоа. Како се чувствувате денес? Лабаво. Смешно. Супер. Супер. Баш ми е мило. Кирил, еве ќе почнеме со тебе. Како што рековме на почетокот, ти студираш на насоката преведување на Педагошкиот факултет во Битола. Колку што јас знам, таа е прилично нова насока на нашиот факултет. Дали си информиран кога всушност оваа насока стана достапна за студирање? Па, со оглед на тоа дека јас и моите колешки сме прва генерација на овој смер, овој смер започна во 2016 година. Така. Христина, како дозна дека постои ваква насока на нашиот факултет? За оваа насока дознав преку еден телевизиски прилог од претходната година се емитуваше на телевизија Тера. Баш ме интересира што е она што сите вас ве натера да се определите за да студирате преведување. Пред се започнав да студирам преведување поради мојата љубов кон јазиците и книжевноста, бидејќи сметам дека преведувачот преку своите преводи го збогатува мајчиниот јазик и внесува нови идеи, поими и концепти во книжевноста. Супер. Заради тоа што преведувањето делува како интересна насока и мислам дека се пронаоѓам понатаму како да работам во тој смер. Така. Зошто мене ми беше многу интересно. Јас не сакав да студирам како професор. Поќето интересно ми беше да студирам преведување, зашто не се гледам како професор во иднина. Туку се гледаш како преведувач или толкуваш, Стефани. Па и тоа е супер. Јас од многу одамна се запознав со англискиот јазик и многу ме заинтересира како јазик и сакав да се надоградам и во средно не бев баш сигурен што би продолжил понатаму да учам и кога разбрав дека има Педагошки факултет нов смер за преведувачи, бев сигурен дека таму сакам да се запишам. Тоа е супер. Кирил, дали мислиш дека го направи вистинскиот избор што конкретно се одлучи да продолжиш своето образование на преведување на Педагошкиот факултет во Битола? Сигурен сум дека го направи вистинскиот избор за да се запишам тука, бидејќи, како што кажав, многу ми е интересен англискиот јазик и многу го сакам и би сакал и да го завршам на факултет. Наталија, на кои јазици учите да преведувате на оваа насока? На оваа насока се преведува од англиски на македонски обратно и со тоа детално се учи јазикот, се изучуваат негови дефиниции и се слично што. Така. Што ти изгледа најинтересно околу преведувањето? Може би самото преведување по себе или пак некој одреден предмет кој го изучувате, да речеме? Предметите се делумно интересни сите сами по себе, ама сепак мене најинтересно ми е праксата, да речам. Практично се усовршуваш себе си всушност. Да, така. И тоа те прави посрекна. Кирил, сега ќе те прашам нешто што мислам дека им е многу важно на сите оние кои сакаат да продолжат на факултет на оваа насока. Како ти оди учењето? Дали е лесно, интересно и те предизвикува уште повеќе да учиш и да се надоградуваш себе си? Учењето е многу лесно, значи нашите професори и професорки се многу мотивирани нас да ни покажат што тие се знаат и да не научат на овој јазик, да ни кажат сите негови тајни, да ги речем. Нормално дека сме мотивирани и сме предизвикани уште повеќе да учиме понатаму и да се надоградуваме на овој јазик. Несомнено, баш ми е мило за тоа. Сега би сакал сите да ве прашам кои предмети од вашата насока ви се омилени? Мене најомилен предмет ми е фонетика и фонологија на англиски јазик, зашто е многу интересно и премногу лесно. Мојот најомилен предмет е вовед во превод, каде што ги учиме основите на теоријата на преведување како наука, за историјата на преведувањето, видовите и пристапите на преведување и слично. Јас би рекла современ англиски јазик заради тоа што се учи граматика, вокабулар, пример и разни текстови. Во глобален англиски јазик го совршуваме, да речем. Така, дури и на едно неформално ниво, кое што е многу битно за сите говорители на странските јазици.
За мене тешко е да се одлучам кој е баш најомилен предмет, но би рекол современ македонски јазик, бидејќи тука најдобро го совршувам македонскиот јазик и еден од изборните предмети меѓукултурни релации, пошто многу интересно како ја споредуваме нашата култура со културата на американците и на британците. Звучи многу интересно. Христина, сите знаеме дека ова име многу важно на голем дел од студентите ширум држава, нели? Па би сакал да те прашам дали си задоволна од професионалноста, квалитетот и пристапот на професорите кои ви предаваат, а и целиот стручен кадар од педагошкиот факултет во Битола? Да, морам да споменам дека сум премногу задоволна од нивната организираност и професионалност. И исто така морам да напоменам дека нашите професори се врни експерти од својата област, поседуваат огромно знаење и се трудат со голема желба да ни го пренесат и нам. Несомнено. Наталија, кои се можностите за работа кои ги нуди оваа насока при завршувањето со студиите и стекнувањето на диплома? Па првично со стекнувањето на дипломата, ние сме дипломирани преведувачи и со тоа можеме да работиме на пример во некоја фирма каде што им треба преведувач, независно пример од кој сектор се тие. Потоа може судски преведувач да бидеме или пак преведувач со своја канцеларија кој што ќе работи на различни видови на документи и слично. Тоа звучи возбудливо. Да напоменам дека е доста платена струга, што значи дека уште е попримамливо дело. Да. Со што би сакале да се занимавате кога ќе завршите вашите студии на преведување? Јас би сакала да работам во издавачка куќа и да преведувам стручна литература од најразлични области. Така. Се уште се нема определено, ама нешто како преведувач околу книги, да речем книжевен превод. Белетристика. Веројатно да. Со преведување се разбира. Во моментов би сакал да се занимавам со преведување, се разбира, не знаеме што носи животот, така да пред се ми е главна цел да дипломирам, па потоа ќе видиме. Па потоа, да. Христина, што е клучно за твојата мотивација за учење? Прво и основно љубовта кон мојата струка, а второ желбата да осознам што повеќе работи и информации поврзани со неа. Супер. Стефани, според тебе, што би можело да се направи за оваа насока подобро да функционира? Според мене најважна е праксата, зашто секој од нас треба да преведува по еден текст барем еднаш во неделата, зашто за да бидеме квалитетни треба да бидеме добри преведувачи и за да бидеме барани од луѓето, како квалитетни, како почитувани. Така. А што најмногу ти се допаѓа и што најмногу не ти се допаѓа околу оваа насока и воедно кои се нејзините предности и недостатоци? Најмногу ми се допаѓа тоа што преку оваа насока на некој начин се комуницира и се проширува речникот, а тоа што не ми се допаѓа е тоа што одзема многу време И бара многу голема посветеност и труд, така. Во какви проекти досега си била вклучена од страна на факултетот? Па од почеток, а досега, овај го сметам како еден проект денес. Денешно интервју, така. Зашто пред тоа не сакав да се уклучувам во некои проекти, зашто прво сакав да се стекнам со... Прво сакаше да се надоградуваш себе си пред се и да се усовршуваш, така. Пред самиот крај, баш би ме интересирало што би им препорачале на сите средношколци кои би сакале да го продолжат своето образование на насоката преведување на Педагошкиот факултет во Битола. Би сакала да им препорачам на сите средношколци кои што сакаат да се занимаваат со оваа професија, слободно да се запишат на нашиот факултет, бидејќи ќе се стекнат со квалитетно образование кое што е пред се многу важно за нивната понатамошна кариера. Ако го сакате англискиот јазик, ако ви оди, слободно ви препорачувам да се запишите на Педагошкиот факултет, плюс преведувањето е многу интересна насока, мислам дека ќе се забавувате. Ако сакате да се запишите на нашата насока, читајте многу книги, зашто тоа е најважно, и на англиски, и на македонски. Тоа многу ќе ви помогне. Би им препорачал пред се да не се плашите и да бидете сигурни во тоа што го сакате, да бидете одлучни. Ако имате некое двоумење, преиспитајте се уште еднаш себе си да знаете точно каде сакате и не само за новој смер, било каде да завршите, да не се плашите и да бидете одлучни во вашите одлуки. Така. За крај би сакал да ви се заблагодарам за денешната пријатна атмосфера, вашата љубезност и одвоеното време за ова интервју. Баш ми беше чест да поминувам време со вас и се надевам дека заедно ќе поттикнеме уште повеќе идни студенти да ја избираат насоката преведување на Педагошкиот факултет во Битола. Исто така би сакал да им се заблагодарам на вработените од студентското радио Укло FM што ни овозможија да го снимиме ова интервју, како и на целата поддршка од страна на нашите професори од Педагошкиот факултет во Битола. Имајте пријатен ден.